Благодарам, председавач, штивана јавност, господине Бектеши. Јас мојата дискусија завршив со зборовите дека игрите на зборови и пермутацијата ќе му ги оставам на следниот кој што ќе се јави за реплика. Знаете што е буквар од прво деление, толку сте провиден. Точно знае дека вие ќе се јавите на реплика и точно знае дека ќе пробате да ги направите пермутација на зборови со кои што ќе се оттрнете од ситуацијата, нема да објасните, бидејќи не ви одговара да објасните, ама за тоа сум тука јас, господине Бектеши, за граѓаните точно да знаат кој зулум и кое зло им го правите со вашето владење. Подиректно од ова, бидејќи барате директност, не можам и не знам како да ви кажам. Пред да започнам со одговорите, случајно или намерно, не кажавте во кое својство сте овдека. Овдека пишува управувачки комитет, Оливер Спасовски, Бочварски, Славјанка и господин Стојан Чангелов. Ама и тоа не ви одговара. Сега околу покачувањата. Не сум рекол јас дека треба да се качи за 300%, за 200%. Не сум присталица на дерење на граѓаните, напротив, вие сте тие кои што сте присталица на граѓаните за дерење. Со даноци, покачување на даноци, кризни состојби и така натаму. Јас, господине министер, објаснувам зошто дојдовме до ситуацијата царот е гол. Царот е гол ситуација значи дека до толку сте ја утнале работата, до толку не сте ги предвиделе европските текови, до толку не сте знаеле што ќе се случува од предносот понатаму, што сме дошле во ситуација на 6 пати покачен газ да мора државата да влегува во приватни компании. Ниту аз знам која е приватната компанија, ниту го знам собственикот, ниту знам како изгледа. Принципиелно зборувам дека кој правил криминал да си одговара. И ви кажав дека сме 111 по корупција, бидејќи тие што прават криминал или што правеле криминал, обично ве кешираат за да молчите како влада и тоа е корупција. И немојте да мислите дека со тоа што ќе излезете овдека на било кој говорник, што сака да дискутира од каде се тие пари, од каде ги вадите тие пари, дека вие ќе му залепите етикета, државата ние сме за намалување, државата нема да дозволи, државата не знам што, па да бевте држава немаше да имаме најнизок стандард во Европа, па да бевте држава немаше да имаме најниска prosечна плата во Европа, па да бевте држава немаше да имаме највисока инфлација во Европа, па да бевте држава немаше да имаме 5 пати покачување на цена за струја, па да бевте држава немаше сите килоци да ги исушите, да бевте држава, ќе имавте стратегија. Немаше да трчате толку многу неизгубени локални избори, не вие, вашите колеги, доминантни во владата, туку ќе одевте и ќе баравте електрична енергија, за сега да не мора да вадите пари кои што беа предвидени за помош од ковид и да ги ставате овдека. Тоа ми е поентата. И што и да кажете овдека? Кој аргумент да ми го кажете? Колку ја сакате да ме набедите по портали и телевизија така натаму? Од вистината бегање нема, а јас сум тука за да ве потсетувам секогаш кога ќе бидете во ова собрание. Со упадот го зборувавте дека гледам и вие сте горди на овие ваши колеги во владата. Почитувам министер, вие сте мислите за економија. Упади во фирми, независно која е фирмата од државата, не е добро. Не е добро да има упади. Имаше упади за ковидот, има упади сега, гледам дека им се загарнува со упадиве. Они мислат дека се уште у бивша Југославија. Не сме. Приватниот капитал е приватен капитал. Ако некој приватниот капитал го стекнал на нечестен начин, државата е должна тој да го санкционира и да го стави онаму каде што му е местото. Но секој оној кој што често си заработил и има приватен капитал, тоа е светост во општеството. И мене ми е јасно дека во вакви кризни состојби, ама не се објективни, господине Бектеши, ние немаме поплава, ние немавме, не дај Боже, земјотрес, ние немавме пожари во Скопје. Ние имаме субјективни причини, неспособност, кратковидост на влада и неработење полно со криминал. Тие се причини за кои што влегувате во приватни фирми. Мене ми е јасно дека луѓето не можат да плаќаат струја по 10.000 денари за еден стан. И мене ми е јасно дека државата тоа треба да им помогне. Ама некој да им треба да одговара за тоа.
Милиони давате. И немојте да ги мешате тие две работи. Никој не е против. Ние сме секогаш за намалување на даноци, за ниски даноци. За да има граѓаните помалку обавезни издатоци према државата. Ама немојте да мислите дека со тие финти од говорница ќе не замолчите, да не ви кажеме кои зулуми ги правите на Република Македонија. Благодарам.